Тешкиот живот во руиниран дом со нарушени имотно-правни односи со роднините ја натера самохраната мајка Весна Димовска неодамна јавно да си ја раскаже маката. Таа е жител во општината Шуто-Оризари, во дом кој повеќе од 5 пати е поплавуван, но најголемата штета беше направена на 26 јуни оваа година, кога со денови со синчето Атанаси живееле во мокар дом. Кади да тропне, вели таа, наидува на затворени врати. Па се што и преостанува е да побара помош од хуманиот народ. Ние се молиме да има што е можно повеќе хумани луѓе. Имаме еден таков пријател кој што се вика Дарко Петрушевски и во овој момент јас ќе го побарам и ќе го запознам со твојата ситуација. Верувам дека ќе излезе во пресрет на сето она што ти се случува и дека ќе имаме помош, а воедно ќе ги поканеме и сите оние кои што сакаат да помогнат едно семејство да живее побезгрижно, да помогне. Јас се уште верувам во хуманоста на народот. Ало? Добар ден, Дарко. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на Дланка и тука сме во моментов во Шутка, во семејството на Весна, која што живее во тешки услови. Да. Во наредните некои епизоди ќе те поканиме да дојдеш. Јас знам твојата хумана работа и твојата голема човечност, па токму затоа и се осмелив да те побарам во овој момент додека разговарам со Весна и ја снимаме за во емисија во Срце на Дланка. Нема проблем. Да, само накратко да ни се представиш, ти си собственик на градежна фирма? Да, јас сум собственик на градежната фирма Свис градба Дојло Петровец и баш ми е драго што не контактиравте, што побаравте да можеме да помогнеме некому. Нема проблем, ќе ни јавите кога треба да дојдеме, да видиме куќата, да видиме во каква состојба е и што можеме да сториме, ќе донесеме стручни лица, да видиме што можеме се да направиме за тоа семејство. Ти благодарам многу. Во моментов сме со мајката и малиот Атанаси, разговараме и ќе се видиме наскоро тука од овој терен. Тоа е веднаш во Шутка, до затворот, па ќе да почнеме да помогнеме од некаде барем, да може да поминат полесно зимата. Секако ќе помогнеме. Се што е во можност, ќе гледаме да направиме, да се потрудиме да направиме еден убав топол дом за ово семејство. Ти благодарам. Се гледаме, да. И на вас исто, поздрав, убав ден. Се гледаме. Чао. Чао. Добро утро. Добро утро. Како сте? Здраво. Здраво, Јас сум Дарко од фирмата Свис градба. Гледав на... Ова е Здраво, мојот тим. дечки. Тоа е Давид, Александар и Џулијано. Како сте? Да, па добри, вие како сте? Добро и ние. Еве, како што ни се јавивте телефонски да дојдеме да видиме за куќева ваша, што можеме да помогнеме, донесовме и стручни лица, што ни помагаат во работата, што веќе долго години соработуваме и работиме. Па да видиме од каде да почнеме, што имаме за реновирање, што имаме за поправки. Да видиме во каква состојба е. Ова е делот. Делот ова поплавено беше се. Да, е. Се гледа Е овде. уништено. Да, овде вие. Ова ќе треба се надвор да се Регалот вади. и во паѓање. А и гледам подовите, не ви се веќе како Не, што тоа- треба, ова се е веќе скапано од труло, најверојатно и од водата. Доле има многу примено вода. Ај влезете дечки малку да видите, да ми помогнете. Има веќе 5 пати сум поплавувана, значи овој пат највише настрадав. Значи веќе 5 пати како се поплавени и ова е цело уништено. Се е уништено, еве и подовите, и мебелот.
инцидовите, да. Ова е се примено вода. Кој што видовме и кровот горе, после ќе се качиме. Еви и овде. Како сте? Јас сум Дарко од Свис градба, да, драго ми е. Ево успеавме да дојдеме на ваш повик да видиме во каква состојба ви е домот. Гледаме дека стварно во многу лоша состојба. Ке има овде многу работа. Многу трудно скапано. Да почнам да изнесам. Да, ќе се договориме, да се консултираме со тимов мој. Они се стручни лица што ја работиме долго оваа работа, што ја познаваат добро. Ќе видиме прво состојбата на куќата и доле и горе, така и горе имаше спрат. Да, има. Ќе дзирнеме се и ќе се договориме, ќе дадеме мислење, ќе поразговараме што и како би се правело. Поред? Да се качиме сега горе да видиме. Ајде да видиме горе. Ова е горниот спрат, така? Овие жици има стојавани. Гори вака гледам дека пуштени. Ова е горниот спрат, а? Да. Тука моментално спиеме јајата нас. Овде спијат. Во ова. Затоа што няма дуле простор. Овде многу инцидовите се уништени, имате дупки овде, ви дува навечер. А овде? Што имаме овде? Тој делот е негде од кујната што доаѓа, ама тука нема ни плоча, само греди. Голи гледи. Ама со години се. Ама и овие ви се скапани, Да, гледаме со и години. кровот. Значи И јас сум кровот ви е целиот. 38 години, така да ова може да се и 50 години. Овој да се реновира горе кровот, исто овој дел целиот, еве го вода каде идело тука, се е влага. Ништо на толку не се можности. Добро, само малку. Влезете малку само, дечки. Ај од тука дзирнете, доволно е. Ајде, Давиче, Џуко. Само пазете кај газите. Еве каква состојба е овде. Овде ни кров нема. Стари се овие табли. Натаму лимимо гледам некој, а? Да, И горе Еве отворено. дупки овде, се е дупки овде. Скршени Во се се вода таблите. влага има навака, овде во се под влага. Кога врне се е внатре. Дупка има и овде. Овде што би правеле друго? Врз овие греди плоча не може да дојде. Много тешко. Ќе треба штафни да се редат ако е здраво, па ама не е здраво ова. Штафни, па ОСБ да се маневрира, плоча не може овде да трпи плоча. Не. Ќе видиме, ајде, ќе идеме доле, да видиме, да се консултираме, да поразговараме, да имам неколку прашања за Весна, да ја прашаме некои работи, па ќе разговараме, ќе одлучиме што и како би правеле, а? Ајде, полека да идеме надвор. Внимавајте само. Пазете на Кабелов. Вака сега, Весна, сакам нешто да те прашам. Видовме ние состојбата, се консултируваме со дечките, разговараме. Кажи ми, дали вие сами живеете овде? Дали само ваша е оваа куќа? моментално само ние сме тука, ама делот на парцелава и на куќава уште со двајца браќа. Значи тројца, ако се ама не може да се продаде затоа што не ми даваат ни толкава инвестиција за 30.000 евра јас и на тројца да се дели. Е многу малце. Затоа што еве се консултираме, ние сега гледаме, нели има многу поправки овде нажалост, значи стварно премногу работа има. Да, колку и да се Претешко све разпределено. реновира, според моето работно искуство што гледам, колку и да се прави, самата градба е трула веќе Тешко. и колку и да се прави, пак старо е старо. Не може да се направи. Некаде Не. дури е невозможно да се реновира на некои ситуации. Знам, нема ни горе плоча и ако се дојде тој дел, мислам дека се цела гоѓа ќе се распадне автоматски. Само за некоја година, пример, година, 2-3, пак да биде реновација, тоа не е изводливо. Работата е да биде целосно, темелно нешто здраво, нели? Затоа што ние сега ќе ја нашминкаме, ќе дотераме, али џабе, нели, кога тлото, кога основата не ни е здрава, кога е трула, Повторно ќе ме поплави. Јас
сум 5 пати поплавувана. Значи тоа ќе овдека биде имаме штета. најголемиот проблем што канализацијата воопшто не е. Јас бев и кај директорот на водовод и канализација. Кај Борис, мислам дека се викаше. Значи тој кога јас се ставив со него, значи ни најавена ни ништо, му влегов у канцеларија. Значи човекот не знаеше што ми одговори само со главата доли и ми рече Весна, тој проблем е цел живот. И тешко дека може да се реши евентуално само општината да поднесе некаков тендер за да може да се среди. Не сум само ја, и комшиите се поплавени. Значи ако тој проблем се реши со канализацијата од општина и од водоканализација, мислам дека и они ќе бидат преблагодарни за таа работа. Ама јас сега тука што се давам во таква средина што не можам, не ми се можностите од нула да воздигнам куќата, значи сите комши имаат нови градби. Они видоа, знаеш, се помагаат, инвестираат, не знам, сосема другше. Што и да е, они се помокни сепак. Да, и се И помагаат. може да, нели, да се инвестираат, да си преправат, додека еве размислувавме и горниот спрат, еве само да го реновираме на пример, за доле да не ве поплави. Кровот е катастрофа. Темелно треба кровот да се менува. Кога ќе го смениме кровот, ова тло, овие ѕидови се болни, како да кажам, болни, значи наполнети се со вода, трули. Значи и тој кров нов што ќе го направиме ние, тоа се може време за некое време да попушти. Горе немаме плоча, овде има некоја плоча, овде нема плоча. И тој гредоред е целиот скапан. Ние и да покушаме да ставиме нешто, да се консултиравме штафни, па ОСБ дебела плоча, па ламинат да се нареди. Тлото е многу болно. Значи, пак е наше мислење доколку може да се најде некој плац, ние изработуваме монтажни куќи, клуча на рака. Ќе ви ја направиме многу брзо таа куќа, имаме и готови куќи, значи готови ѕидови, да ги составиме, да дотераме, зашто зимата е на прагот. Гревота, значи со овакво дете ви видов горе дупки од сите страни, значи да спиете во такви услови, ова е навистина жалосно, морам да признам. Стварно еве, баш тоа и го разговараме, ова е жалосно, јас нели навистина Пробав некако да излезам од тука, ама верувајте дека со 22.500 плата, сега кога што почнав да работам, првата плата што ја земав, и значи кириите се 250 евра, па струи, вода, значи немам, само имам за преживување. Јас, син ми, моите, татко ми со 13.000 пензија, мајка ми не иследи, пак ја кажам. Да. Значи, верувам. Да видиме само ако постои некоја опција, пошто вие и да ја продадете, вие немате ич пари, ништо не можете да земете од тоа. Ете, зашто имате наследници, нели, тука и се чичковците, што најверојатно ќе прават и да сакате да ја срушите, да направите нова, пак треба дел да им дадете, бидејќи оваа куќа не е само ваша. Да видиме опција доколку би се најде некој плац, нели, без разлика која квадратура, да може нова градба од темели да ја почнеме, да биде тоа така убаво, ќе биде значи екстра за живење, што долги години ќе можете да се радувате и да живеете во таа куќа. Затоа што више невидени трауми мисля, значи не можеш ни да спиеш како што треба одеднаш, а заврне одмар трауми, малиот кој ќе почне да писка. Но вистина, еве, дојдовме стварно и сакаме да ви направиме со сето срце, значи стварно да имате топол дом, да ви биде убаво, удобно, топло, нели, но ние секако ќе се потрудиме доколку не се најде плац да ви направиме нешто, но тоа мислам дека ќе биде џабе инвестицијата што повторно ќе се поплави. Да. Значи парите подобро да се финансираат на нешто што е квалитетно, одместо што нешто се Така. направи, Било трајно. Да. И ние така мислиме. Ајде да видиме што, како, па да се слушнеме наредниот период, пошто времето не ни е за чекање, нели? Во многу лоши услови живеете, ова е стварно, пак ќе речам, жалосно. Највеќе, ајде, вие пак сте повозрасни, но тоа дете не можеме да му објасниме што се случува и тоа е исплашено, колку што слушнавме и видовме да живее во такви лоши услови на ова ладно сега, мислам дека не е во ред. На ниедно дете, на ниедно семејство, да, не би го посакале.
Кажи ми, сакав само да те прашам, доколку некој се јави за плац да можеме да најдеме или да купиме некој поевтин плац, дали ви одговара, примерно, кај нашиот дел, ние сме од Петровец, но општина Илинден, општина Петровец, нешто, не знам, или и да е ван градот, негде Волково, пример, тој дел, ви одговара ли нешто ако најдеме? Да, само да имам мир и спокој во душава. Океј. Тоа ми е најважно. Добро, тогаш да се слушнеме наредниве денови, да видиме и ние ќе се потрудиме да најдеме нешто и вие ако ви се јави некој добронамерен човек или ако најдеме некој така поевтин плац за да можеме да изградиме куќава, ние сме спремни, куќата е спремна, значи можеме да ја монтираме веднаш, можеме да почнеме со ископ, со работа, ќе да се слушнеме деновиве и да се договориме што понатаму. Фала ти што не прими. Се надевам дека ќе има резултати, дека ќе направиме тоа што сме го замислиле. Ви посакуваме се најдобро. Исто и на вас. Благодариме. Ајде, момци. Откако градежни работници го погледнаа просторот, по известна полемика беа согласни дека оваа мајка и да добие реновирање на домот, тој ќе биде сигурен само до следниот дожд. Затоа сите упатуваме апела најмногу Весна и Атанаси, кој во можност да им излезе во пресред за таа да може да купи место каде ќе има дозвола за градење објект во било која населба во градот Скопје и одново да и бидат направени 2-3 соби за да бидат сигурни и мирни во иднината што следи. Значи, дечкиве сега што ми ја дадоа идејата, значи стварно е окей. Се надевам дека се пролонгира, ќе се направи нешто што би успеале. Во секој случај им благодарам и за идеите, и за се, и за целокупната соработка што понатака ќе ја правиме заедно. Мислам дека ако дојдеме до тој степен на комуникарните организации, ќе успееме. Благодарам до сега на луѓето што донира и ги замолувам понатаму да продолжат, затоа што стварно ми се потребните средства за да можеме да успееме да имаме топол дом со Атанаси и со моето семејство. Значи ги замолувам комитентите кои имаат плац, барем од 200-300 квадрати, што градба, со дозволено дека може да се помогне, да се донира на таков начин, затоа што на светов сме дојдени сите како гости. Тоа би било стварно предобра идеја и предобра начин за да можам да имам топол и мирен дом. Не е проблем, значи, локацијата, дали Волково, дали Ново село, дали Кадино, Марино, Мралино, Петровец, значи да е околината во Скопје. Како што видовме, значи состојбата на Весна која е, луѓето живеат на вистина во тешки услови, тоа е жалосно, нели, во таа влага и во тие дупки што се гледат од зидовите. Ние апелираме до сите добронамерни луѓе кој може да помогне на некој начин да за ова семејство на вистина изградиме еден топол дом, да им помогнеме, бидејќи на вистина оваа куќа е во многу страшна, нели лоша состојба. Јас токолку ем во можност да се сруши и нова да направиме или тука, но во овој случај е невозможно пошто се тројца наследници, мислам дека најдобро е да се најде некој плац и да изработиме една нова убава куќичка, темелно да биде, што темелите да биде како што треба квалитетна, да ова семејство го згрижиме. Ви благодарам. Столи и Лидија од Скопско Волково имале мирен и хармоничен живот до 23 октомври оваа година. Не ни предпоставувале дека само неколку минути се доволни целата нивна работа и труд да се претвори во пепел. Од некогашната куќа, која со години неуморно ја граделе, денес нема ништо. Земјата каде некогаш постоела таа, само им ги враќа спомените и со солзи се сеќаваат како таму ги растеле децата. Среќа во целата несреќа е тоа што таа ноќ нивната ќерка, подготвувајќи испит за на факултет, не спиела до доцна и го видела чадот што се шири од нивната куќа. Не ни помислувала дека наскоро тој чад ќе биде предвестник на една трагедија. Веднаш ги разбудила родителите, тие го земале со себе неподвижниот 90 годишен дедо и следниот миг пред нивните очи се што се гледало е пепелта од нивниот дом. Додека се обидувале да се спасат, тие и се повредиле, посебно нивната ќерка која денес има проблеми со ногата. Но најповредена им е душата.
Денес ова семејство е без покрив над главата. Моментално живеат под кирија и доаѓаат секој ден онаму каде што им бил домот. И иако жалат за сето она што им се случило неодамна, сепак имаат надеж во хуманоста на народот дека ќе успеат да направат барем нешто приближно како што било пред пожарот. И ова ќе помине, се вели во една стара персиска поговорка. Но до следната насмевка и сигурност, патот на ова семејство е трновит. Многу полесно може да го изодат доколку ние им подадеме рака сега и да им кажеме дека некогаш секое зло е за добро, само треба јуначки да се издржи. Снема струја, снема телевизија, снема струја, снема све. И надвор имаше магла. Ја мислам дека магла. Сватив дека не е магла кога Виде чат? не видов чат. Имаше оција од оганот на горната страна. И тогаш станав, нели, и ги разбудив моите. Што им рече? Да станат дека не гори куќата фактички. И да излеземе надвор да пробаме нешто да направиме. Мајте. Многу се потресов, нели? И сето што го видов, сето што се деси, мене не ми се веруваш искрено. Сето беше како лош сон. Пред неколку години ти ја изреновираа собата. Да. Тоа беше твое катче и Таму се правев. Си седев, си пишував, си учев. Си одмарав, нели? Сите тие терети од мозокот таму можев да си ги тргнам на страна. И се ми искор. Многу кратко време, цело минуто ми отиде. веројатно барем си срекна што тој момент беше будна, што не се заспала, па ќе беше многу потрагично. Та јас не можам да замислам да не бев дома или да се легнев порано. Или па да не го видов оганот на време. Не знам тогаш. Ако не можеш, мама, ќе прекинем. Добро. Смири се. Смири се, тука сме ние за тебе. Смири се. Сакаш будички малко? Смири се. Ке не види, ке се оправи мајка. Денес, токму во срце на Дланка, тука од хотелот Лимак во Скопје, разговарам со Владо Преспански Чолаковски, кој што е мој гостин и кој што е председател на хуманитарни акции. Добар ден и добре дојде, Владо. Добар ден и благодариме за поканата. Ние веќе се познаваме неколку години и имаме одлична соработка. Тоа ми е приоритет да го кажам, дека ние соработуваме само со професионалци кога е прашање хуманоста и сите други сфери. Ти благодарам. Можам на ти, затоа што навистина долго веќе работиме. работиме. Добро. И до сега сме имале одлична соработка, професионална соработка. Брзи сме биле во решавање на хуманитарни случаи. Се надевам дека и многу други што ќе се појават во иднина хуманитарци, што ќе соработуваме, ќе бидат на исто професионално ниво како што сме хуманитарни акции МК и вие, како тим Срце на Дланка. Благодарам. Кажав 25 години, тоа не се малку. И мислам дека малку ќе ни бидат минутите што денес ги имаме предвидено за сите проекти што сте ги направиле како хуманитарна организација. И се активни. И се уште се активни. И тоа не само на тоа ајде ќе го кажеме низ разговорот, не само за луѓе, туку и за животни, и за чист воздух, за сите живи суштества. Но ајде постапно да одиме. Кажете ми, кога ја создадовте, која создаде хуманитарни акции и првата акција која што беше, како се одвиваше хронолошки хуманоста? Најстарата наша кампања е Храна за сите. Ние почнавме, јас сум инаку четврта генерација хуманитарец во моје семејство, хуманитарен активист
Ја некогаш и не се осеќам како хуманитар, се осеќам првенствено кажувам за мене дека сум човек. Со емоции. Со емпатија. Да, и со емпатија и со добробитност. Мојот прадедо е Ник Грозданов, кој што е еден од најбогатите македонци во Канада и кој што после ослободувањето 44-45 за секоја институција, државна болница, има испраќано големи донации, парични средства. Хуманоста продолжи кај моите дедо, баба и други Значи, деда. наследно вие сте од Да, колено и- на колено да, и- пренесувана е Така и хуманост. ме, од мои 6 години ме ставија во Црвен крст, во хуманитарни активности. Моите родители познати доктори се они. И они се големи хуманитарци. Татко ми до последниот месец пред да почине беше со мене во Барабан за време на короната, првата година. Имавме национален пункт, главен пункт во Скопје и за некои 8-9 дена ние успеавме 10 хуманитарни конвои да однесеме за Источна Македонија, за сите села, за сите, посебно во Свети Николе, Овче Полско. Со храна? Имаше храна, облека, душици, тањири, конзервирана храна, имаше многу вода. А како ги делите по тоа? Имате список на кои луѓе? Тимот на лице место утврдуваме. Сега овој конвој потребно е 20 пакети вода, 15 пакети, зависи селото и оштетените. Значи, во последните конвои однесовме и заштитна облека, и ракавици, и метли, и нешто што им требаше за чистењето. Лекови однесовме многу. Ги распоредивме во двете цркви во Свети Николе и по други магазини и цркви низ селата. Дел се однесе на кај Штипско, Пехчевско. Во тој хаос, посебно во сред лето, тоа беше, мислам, таква операција хуманитарна и можам да се заблагодарам на десетина невладини организации кои што ние ги помагаме и овој пат дојде да волонтират. Затоа што, да, на главниот пункт. Вие знаете и на плюс 40 и на минус 20 да земете и четката и да фарбате ѕидови само да помогнете на Да, до сега социјални многу сме имале да реновираме куќи, сме имале акции, кампањи за манастири, за домови, пошумување многу сме имале, хуманитарни за собирање на пластичен отпад. Имаме многу проекти и на Facebook сме со преку 30 форум групи. Доволно е да пишат граѓаните humanitarniakции.mk на Group Search и да видат што се работиме. Организирате и крводарителски акции. Тоа го работевме со една организација, а иначе многу блиски сме со крводарител со Дамир. Буквално сме барабан во многу акции. Фантастичен човек и он како председател основач на крводарител Скопје. Одлична ни е соработката и со многу други невладини. Ние имаме 4 големи годишни кампањи: есенска, летна, зимска и пролетна. Имаме размак од 1 месец помеѓу тие кампањи кога собираме донации. Со текот на годините ние од еден метод на работење еволуираме во друг метод на работење. Значи, стигнавме до една таква убава мрежа за сите проекти, што едноставно стигаме до најоддалеченото село да пратиме облека, храна, лаптоп, лекови. Често пати помагате и на нашите семејства третирани во Срце на дланка. Да. Тоа е... Се консултирате со Не е нас, проблем, да да, барате адреса, телефонски, информации, контакт од семејството. Можеш да се потсетиш на некој од семејствата? Ние имаме секој ден семејства. На некој од заедничка соработка? Памтам, имавме 2 во Скопска Црна Гора. Но имаме премногу, значи ако пред короната имавме околу 1000, 2000, 3000 случаи и не осеќавме замор. Но и секоја втора од Срце на дланка ја помагате. Знам, но некогаш и јас сум пример на еден проект во странство или со бригада сме во странство и координатите ги оставам на другите тим лидери
да се спојат и јас кога ќе дојдам за после 10 дена ми кажуваат дека ограноците дека донирале на 100-200 семејства. Ја едноставно браво и дајте сега јас да дојдам да ве заменам. Имавте и одличен проект, можеби и се уште трае. Културно, луѓето од социјален ризик ги носите во театар, кино. Тоа не е проектот ресоциализација. Ресоциализација го работиме оддамна, но кога се случи намалување на ковидот, мислам кога се намали веќе прекина ковид периодот, последна 2022, 2023 и оваа година. Значи сите, тоа беше многу добар проект овие 2-3 години, сега го намалуваме малку, затоа што утврдивме дека за време на ковид од луѓето што се осамени, затворени, им се појавуваат многу ментални заболувања. Дури и кај наши членови се појавуваат. Сакавте да влијаете на менталното здравје? Да, и дигање малку на веднаш направивме на моја иницијатива да се организираме сите и од социјално ранливи категорија и сите од другите здруженја. Многу дадовме карти од МНТ, многу не излезе во пресред, Кино Милениум. Скоро кај нас се многу менаџери кои што работат на концерти, на фестивали, добивме карти секаде. Утврдивме кој треба, се фокусиравме на луѓето со моментално ментално нарушување, а другите со здруженја со ментално здравје и претходно функциониравме со нив на оваа тематика, но сега малце се сакавме да излеземе посебно Скопје и Битола, Охрид градови, да ги вратиме, да ги ресоциализираме, дружба да направиме, бидејќи на некои немаат потреба од облека храна. Им треба дружба, ресоциализација, театар, кино. Ние имаме еден проект каде што ги праќаме на летување, зимување. Имаме проекти од Европска унија, од Еразмус, каде што ги викаме на работилници. Многу семејства и од Срце на дланка се отиде на летување. Да, значи ние имаме опции на Халкидики, Преспа, Охрид, сме имали и Србија, и Црна Гора, и Бугарија, но тоа беше пред короната. Сега, после короната, Халкидики, Преспа, Охрид, малце и Крушево. Значи, гледаме да побрзо да ги ресоциализираме, да ги пратиме на работилници, да се подружат со наши тим лидери, да им го вратиме нивното ментално здравје, да ги поставиме на обуки и на пракси кај наши партнери фирми. Значи имаме ние форум група вработување каде што се околу 2-3 наши фирми. И ги вработувате? Да, имаме огромна група вработување, 17.100 членови има. Внатре се околу 2-3 фирми, наши спонзори. Каде имате се вработено? Има, мислам дека и од Срце на дланка. Да. Сме разговарале на таа тема. Понуда за работа. Ние претходно поише ги кога ќе се отвара некој фабрика, хотел, ресторант, сум собирал повеќе луѓе на пракса на обука. Но последниве години, посебно со време на короната, преку групата си ги огласуваат сите наши партнери и спонзори, фирми, огласите професионално, самите си гледаат членовите, самите си одат. Вака, ако почнеме да збориме за историјатот, ќе ни треба најмалку 24 часа. Многу луѓе малку знаат за мене, затоа што јас не се експонирам. До сега сум дозволил на 4 емисии да излезам и тие емисии биле премногу експонирани, а јас, мојата хуманитарна и нашата хуманитарна активност, сакаме да ни биде малку поскромна, да не биде премногу експонирана, но оваа година и пред 4 години и пред 10 години се случуваше кога имаше меѓународни кризи и национални кризи, ние да бидеме премногу експонирани. Кај нас постои една хиерархија, бидејќи сме големо членство. Хиерархијата не се состои од председателство, управен одбор. За секој проект имаме тим лидери. Значи, тим лидерите ни се од 10 до 30 души. За секој проект некој член едноставно не се пронаѓа во некој проект, но во друг проект гледа интерес, има познавање,
и одлично се наоѓа во менаџирањето на тој проект. Затоа и таква хиерархија направивме. Дополнително градиме ограноци низ цела Македонија. Би го пофрлил најмногу Охридскиот огранок, Струмичкиот огранок, Прилепскиот. Зошто тие работат повеќе? Тие работат навистина турбулентно. И на крај ќе ги пофалам некои херои кај нас, кои што им ја ценам нивната енергија и сила. Ретки се хуманитарци со енергија, емоции, со собирање донации. Навистина потребно е да се помага на семејства од социјален ризик. Дали ете вие со долгогодишно работење во хуманитарноста, во хуманоста, ги испитувате категориите на кои што им помагате или ете така помагате на сите кои што ќе ви побараат помош? Првенствено во нашите пунктови кога некое семејство веќе го познаваме, слободно може да си дојде. Но внимаваме затоа што има многу манипулации. Потврдата дека семејството е од социјален ризик и дека има потреба, првенствено го побаруваме од локалниот координатор или од некој член симпатизер кој што го живее во близина. Ние не сме МВР, не сме безбедносна служба, немаме право да испитуваме. Мора да иде информацијата од наш член или симпатизер. Мораме да внимаваме, затоа што си постојат закони, регулативи, правилници. Некои семејства сакаат, 99% семејства сакаат дискреција. И ние за нашите проекти, ако сме тотално транспарентни, но кога е прашање случајот, сме тотално дискретни. Ако видиме дека има потенцијал семејството, нема ментално заболување, ние константно го помагаме. А ако видиме дека има потенцијал да го ресоциализираме, ние имаме еден проект каде што ги праќаме на летување, зимување. Не значи дека ние нема да ги исполнуваме тие канцеларии, но и они заедно со нас да учествуваат во таков хуманитарен настан во своето училиште. Дополнително ние ќе даваме и награди. Најактивните во тоа училиште ќе добијат од нас лаптоп, ќе добијат ранец. Даваме безброј награди. Ние правиме интересна ситуација, носиме три пикапи облека во едно училиште. Носиме награди и ги замолуваме директорката и наставниците. Направете хуманитарен настан, селекција на облека. Да можат брзо да селектираат облека и видите кои се најинтересни ученици во оваа ситуација. Кои најдобро ќе се снајдат. Најдобро ќе се снајдат. Еве книги пенкала, дајте им подарок од нас. Така да како еден вид хуманитарен настан со доза на емпатија, малку игра, малку среќа, секој да си земе од облеката. Имаме премногу донации со облека, ни доаѓаат од цела Европа, пикапи, камиони со облека, играчки. Некојаш немаме кај да ги однесеме, што сме покриле цела Македонија. Затоа е добро и да не следат, за да ни кажат во ово училиште ни треба еден камион со облека, играчки, било што ќе донесеме, ранци, све. Така да, иначе, спомнавте за лекови, донирајте лек како група, како форум, еволуира на многу интересен начин, што почнавме да ги поддржуваме многу оделни здруженија со посебни заболувања. Многу ги поддржуваме онколошките пациенти, диабетичарите, дечиња со посебни потреби. Сакам да упатам поздрав до здруженијето КРИК, до здруженијето на диабетичари, до Хемаонко. Сакаме да достигнеме до секое мало локално здружение, да даваме лекови.
имаме проект многу интересен, кој што добивме поддршка од многу доктори специјалисти на цела Македонија. Започнуваме со две петиции, две иницијативи големи. Едната е хуманитарни аптеки. Сакаме да имаме во секој град, во секоја клиника локална, простор каде што ќе водиме евиденција, ние ќе снабдуваме со лекови, пелени, све што треба за Одлично. пациенти од социјално ранлива категорија. Имаме такви снимани луѓе од Срце на дланка кои што велат бараме исто кутивче, бидејќи Сладјан од Ранковце конкретно ја замислив сега во ситуацијата, нема лекови, па може да се поврзе со вас и ете да ги Форум земат тие групата е лекови. фантастична. Значи донирате лекс Таа сигурно не знае во форум групата како, но ќе ви дадам контакт за да може да ја Одлично. помагате низ годините. Таа е млада, но сепак доста болна жена која што има потреба од лекови, а сигурно во вашиот фолдер таму на лекови ги има и незините потребни. Јас сакам да им кажам на голем дел државни функционери дека 50% од народот нема пари за лекови. А многу лекови се фрлат. И благодарејќи на оваа форум група, тие лекови не се фрлат. И стигнуваат на право место. Да, точно. Хуманитарни аптеки. Вие имате посебен дел, стан, каде што ги чувате тие лекови? Да. Под посебни услови? Фрижидери. Видите, најмногу лековите, инсулините, клексаните, цитостатиците требаат да бидат во фрижидер на одредена температура. Имаме искуство, од докторско семејство сум, нормално знам кој лек може, која температура, и повеќето што се во оваа група тим лидери се со медицинска струка. Многу доктори не помагаат и сакам да кажам едно дополнително нешто за оваа група. Оваа група прерасна во брза народна помош. Значи, си ги имаме докторите по сите клиники, ако во даден момент некоја терапија ја нема, они ми се јавуваат, ја објавувам и ако се случува терапијата останала на некој во Битола, Веднаш го решавате проблемот. преку такси веднаш стигнува до Скопје или до Штип, не знаете тој стрес на еден пациент да му се каже го нема тој лек. Треба да го Од кој што му бараме. зависи животот? Значи замислете, ставете се во кожата на тој пациент. Тоа е стрес. Сите сме биле по болници, ни се случило нешто, терапија специфична, посебно специфична заболување. Да не кажам колку пати имало недостиг на инсулини. Па добро имаме резерви, па покриваме. По едно-две пенкала на луѓе. Да не кажам игли, да не кажам имаше порано недостиг на ленти за мерење шеќер. Хуманитарни аптеки се надевам дека ќе биде едно взаемно решение. Нас не требаат само потврда позитивна од Министерството за здравство и од владата на Република Македонија да ни дозволат, ќе предложиме комисија за да можеме да вршиме контрола. Ќе имаме наши волонтери, медицински сестри, доктори. Еден ден во неделата ќе се обсипуваат семејствата од социјален ризик приоритет и пензионери со ниски приходи. Тие ни се приоритет на кој што им даваме лекови. Одлично. Многу... Има навистина многу, нас времето ни е кратко. Ќе имаме можност, после нова година да се видиме повторно, да видиме кои акции се ги направивте, уште еднаш да подсетиме на оваа година стигнавме, акции. имаме до летото го направивме новиот рекорд, стигнавме некои 15.000 случаи. Па ни се случи ова, многу луѓе не запознаа на големиот хуманитарен пункт Спортист Гейт за пожарите. Тоа беа 10 дена каде што се случуваше митинг од донации. Моментално сакаме го еволуираме проектот матурантски донации. Ако до лани и преклани, тој проект ни е негде од 2008, само на пријава за случај од учител, од директор, едно детенце, девојче, го облекувавме на шминкер, на козметичар, све тоа, цел пакет.
Сега сакаме овој проект кој што го работиме заедно со Сдружение на просветни работници на град Скопје, сакаме да ни еволуира. Имаме капацитет во секоја општина во Скопје и во поголемите градови низ Македонија. Имаме нова облека и од дизајнери облека и сочувана облека, идеална за сите основци средношколци што се полуматуранти и матуранти да бидат облечени. Да бидат облечени И да бидат на рамниште како и останати. Точно, дури поубави да изгледаат, малку посимпатични, затоа што дизајнерска облеска имаме. Сакаме сега тој проект ќе го презентираме по општините, да видиме барем во една општина, дали е во основно или средно, една канцеларија да ни дадат на 3 месеци. Тие 3 месеци пред мај, некаде, точно, од март. да биде од март да оплемениме до јуни. Да, кога ќе влезе едно детенце, од една страна машките опции, од друга страна женските, а на маса ваучери за фризер, козметичар и долниот дел патики. Ако фали, ние ќе донесеме, ќе направиме еден комплект. Може да би излезе во пресред тука и средното училиште Димитар Влахов, каде што третираат шминка и фризура на матуранти. Па идеално е Димитар Влахов за општина Аеродром. Само што сега договараме, мораме да добиеме одобрение од град Скопје. Ќе направиме во сите средни училишта младите, еве го постерот, младите да ги мобилизираме, да станат емпатични и хуманитарни. Верувам дека се многу, затоа што јас имам можност да работам со млади деца, ученици и кога случајно носев една група на ученици во низ град, се продаваа боенки по 100 денари. Сите од децата го дадоа, значи својот оброк не го изедоа, ја платија боенката само затоа што тие пари одеа за лечење на болни дечиња од онкологија. Така да верувам дека ќе најде на голем одзив и дека и младите се похумани. Овој проект ќе има цел да направиме емпатична младина и да не наследат. А тоа ни треба на нашето општество. Многу треба, затоа што живееме во период кога многу лоши влијанија има врз младите, многу младината е многу погрешни насоки. Исто така многу има кај младината и анксиозност, депресивност. Слободното време да го насочи конструктивно, еве вака, низ вакви акции. Ќе биде и посреќен тој човек што помага, а верувам дека и потомците потоа после него. Ние покрај студискиот дел во Срце на дланка имаме и семејства кои што сакаме до крајот на сезоната да бидат со изреновирани домови, ресоциализирани, бидејќи знаеме кога немаш топло огниште, веќе не ти е ни до социализација, ниту одење на културни настани и слично. Тоа си е се поврзано. Па сакам во продолжение да погледнеме што се случуваше изминатата недела. Столи и Лидија од Скопско Волково имале мирен и хармоничен живот до 23 октомври оваа година. Не ни предпоставувале дека само неколку минути се доволни целата нивна работа и труд да се претвори во пепел. Од некогашната куќа, која со години неуморно ја граделе, денес нема ништо. Земјата каде некогаш постоела таа, само им ги враќа спомените и со солзи се сеќаваат како таму ги растеле децата. Среќа во целата несреќа е тоа што таа ноќ нивната ќерка, подготвувајќи испит за на факултет, не спиела до доцна и го видела чадот што се шири од нивната куќа. Не ни помислувала дека наскоро тој чад ќе биде предвестник на една трагедија. Веднаш ги разбудила родителите, тие го земале со себе неподвижниот 90 годишен дедо и следниот миг пред нивните очи се што се гледало е пепелта од нивниот дом. Додека се обидувале да се спасат, тие и се повредиле, посебно нивната ќерка која денес има проблеми со ногата. Но најповредена им е душата. Денес ова семејство е без покрив над главата. Моментално живеат под кирија и доаѓаат секој ден онаму каде што им бил домот. И ако жалат за сето она што им се случило неодамна, сепак имаат надеж во хуманоста на народот дека ќе успеат да направат барем нешто приближно како што било пред пожарот.
И ова ќе помине, се вели во една стара персиска поговорка. Но до следната насмевка и сигурност, патот на ова семејство е трновит. Многу полесно може да го изодат доколку ние им подадеме рака сега и да им кажеме дека некогаш секое зло е за добро, само треба јуначки да се издржи. Имате и проект во кој што лекови се собираат и на тие што не може да се дозволат ги донират лековите, Да. пелени за возрастни. Тоа Донирај лек како проект ни почна баш 2020, каде што носевме на семејства кои што изгубија работа, изгубија све, и носевме пакет лекови. Имавме еден голем донатор кој што многу витамин Д ни донираше. Сакаме да достигнеме до секое мало локално здружение да даваме лекови. Имаме проект многу интересен, кој што добивме поддршка од многу доктори, специјалисти низ цела Македонија. Започнуваме со две петиции, две иницијативи големи. Едната е хуманитарни аптеки. Сакаме да имаме во секој град, во секоја клиника локална, простор каде што ќе водиме евиденција, ние ќе снабдуваме со лекови, пелени, све што треба за пациенти од социјално ранлива категорија. Имаме такви снимани луѓе од Срце на дланка кои што велат бараме исто кутивче, бидејќи Сладјан од Ранковце конкретно ја замислив сега во ситуацијата, нема лекови, па може да се поврзе со вас и ете да ги Форум земат групата е фантастична. Значи донирате лек Таа сигурно не знае во форум групата како, Да. но ќе ви дадам контакт за да може да ја Одлично. помагате низ годините. Таа е млада, но сепак доста болна жена која што има потреба од лекови, а сигурно во вашиот фолдер таму на лекови ги има и незините потребни. Во ноември го организираме Даржлив вторник. Тоа е меѓународен настан. Донираме по домови, по училишта. Сакаме да бидеме дел од тој меѓународен настан. Тука заедно најмногу ни помагаат исто така синдикатите КСОМ и Екологистик во овие настани и поголеми фирми. Одличен пример како од генерација на генерација се пренесува хуманост. Да бидеме емпатични, да бидеме хумани, да го даваме најдоброто од себе и да растеме здрави генерации, затоа што нашето малку некому може да значи се.